Добро вечер. Председателот Иванов ја повлече аболицијата комплетно, оно што веројатно сега престои се нови преговори. Европската комисија ги повика лидерите на 4 политички партии повторно да седнат на маса за да најдат решение за излез од политичката криза. Лидерот на СДСМ пак денеска побара пречистување на избирачкиот список, реформи во медиумите, но пред се формирање на влада која ќе спроведе слободни и кредибилни избори. Таа може да биде организациона, експертска, техничка или влада за национален спас, но треба да има 6 месеци за подготовка на изборите. ВМРО ДПМН вели СДСМ повторно бега од избори, а по повлекувањето на аболицијата сега сите очи веројатно се вперени и кон специјалното јавно обвинителство. Можат ли специјалните обвинители без специјално оделение во судот? Ултиматум и очерената револуција, а на маргините од политичката криза имаме полициска акција, упат во УКИМ, приведување на професори, вистинска борба против корупцијата или пак имаме дефокус од оно што е голема политичка криза во Македонија. Мои гости вечерва во 24 анализа, универзитетските професори Љубомир Фрчковски, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер и за Кордан Калаџиев. Професоре Фрчковски, еден од условите кои што лидерот на СДСМ Зоран Заев ги постави, првиот пред се е Уставниот суд конечно се изјасни за и околу уставноста на специјалното јавно обвинителство. Сега веројатно сите очи ќе бидат вперени кон СЈО, особено по повлекувањето на одлуката на Иванов. Како велеше тој кажан збор испукан куршум? Да. Па знаете што сега, тој тип на коментари кој што кажал, кои услови поставил, ја ги прескокнал. Да констатираме каква е ситуацијата и зошто дојдовме до оваа ситуација, за да можеме да видиме како тоа ќе изгледа, ако можеме да скицираме нешто како ќе изгледа понатака, на кого може да се потпрете, на кого не може да се потпрете. Цела оваа приказна со аболицијата беше обид, тоа е многу важно, пошто сега се прикажува како да е тоа некаков, како да ни учинил нас Хорхе нешто направил, еве ја повлекол, пошто сме запнали, и као гест се понаша, он се однесува како да ни направил услуга што ја повлекол. Дури во образложението пишува дека е чекал он добронамерно тие 30 да му побараат сами, ама тие безобразни не барале сами, и сега он као одлучил да ги казне. Замислите, целен филм влезен, дека прави услуга некому, дека условите се променети. Уствари тоа е една кловновска операција, која покажува дека владечката партија всушност главен проблем за целиот овој процес и све ќе направи да го блокира, вклучувајќи ја операцијава аболиција. Сега таа пропадна што пропадна, но треба да знаеме зошто беше поставена општа аболицијата. Беше поставена како блокада на овој процес и како уривање на напорите на меѓународната заедница овој процес и внатрешните демократски сили, да речеме, да оди кон разрешница. Сега тоа ни е многу важно за да констатираме што нас не очекува сега. Ви викате Уставниот суд, овие обарале. Уставниот суд е на ланец на председателот на владечката партија, како што и председателот на републиката. И тоа на краток ланец, на цимање они работат. Према тоа, они имаат газда. Сега, вие од Уставниот суд очекувате нешто, значи да се лажеме меѓу себе овде како институција да збориме за него, како да збориме и за политичката одговорност на Хорхе како на институција. Он не е институција. Он е на краток ланец на неговиот газда. Направи, ќе му рече, аболиција, потоа понижи се поништија целата аболиција, умеѓу време му остава просто да се глупира лево десно, као забава за народ. Тој, ние не можете да очекувате нормално однесување, тоа не се политички институции со интегритет, за можете претпоставите што ќе работат. Исто така и Уставниот суд, во таа смисла. Прашањето дали он ќе го постави, патете му го на шефот на ДПМН, он функционира така, он во меѓувреме, нели, менува фудбал со баскет, целиот е една хистерична неуроза, да покаже дека ништо не се случува, човекот во деликатна неуротична ситуација, не може да контролира што се случува све. Што значи заклучок? Приказната која ни оди до сега е 70% активност на странците, 30% активност на политичките автори и вклучувајќи ги и директните автори како што е шарената револуција. Тоа се соодносите да не се лаже. Во таа смисла заклучокот е ако странците не се сериозни во излекување на заклучокот кој го обструира процесот. Ако се однесува Хајдел, кој го означивме како булдожер, тој се покажува како тракторче, многу слабо работи. Ако ги повикува политичките актори на нов договор, можете да бидете сигурни дека они немат ништо да се договорат.
ниту ќе се договорат за посебно оделение во судот. Како може да се договорат политичките актери за тоа? Тоа не функционира без притисок, директно притисок странци, ДПМН, нема тука други политички актери. Какви се? Тоа се илузии. Второ, како можете да очекувате дека може да се случи техничка влада без таков притисок? Они мора да им отворат агенда и да речат техничка влада ваква ќе биде со овие министерства на овие, иначе овие ќе ги држат. Главната приказна кај техничката влада е да се условно одвои МВР од ВМРО, како што е ВМРО, МВР. Таа ситуација, бидејќи не може да функционира како сервис на СЈО делумно МВР и ако е под ВМРО, ќе биде блокада. Ако се правиме наивни, дека тоа може така да оди, политичките актери да се соберат да се договараат, значи ќе губиме време. Во таа смисла, странците мора да извлечат поуки од процесот на блокада и досегашни проблеми кои ги имавме, вклучувајќи ја кулминацијата, тоа е аболицијата, и мора во таа смисла да притиснат, тоа е точно, да отворат пакет на притисоци. Тоа значи, во овој дел, веројатно околу тоа ќе зборуваме малку повеќе, нова влада, потоа судско оделение, и тоа не да се отвори, туку кој ќе го отвори, од кој суди е главното прашање, бидејќи шефот на судот постојано го гледаме како искачи влага од партиската зграда на ДПМН, председател на судот. Што значи, што можете од него да очекувате? Можете ништо, он е поголем проблем отколку што е решение на проблемот. Значи не е проблем посебно оделение, проблем е кој ќе го состави посебното оделение. Сега тоа е работа која мора странците, ако гледаат како ќе се договара Заев со Груевски за тоа, они многу се лажат дека било што тоа нешто ќе искочи, вклучувајќи ги нивните напори. Значи нивниот ангажман мора да биде коерсив дипломаси, фокусиран како ласер на една точка за да постигне резултат. Сега, после овие искуства со аболицијата, уште повеќе мора да притиснат. Не смеа да се однесуваат наново партиските лидери, па ајде сега наново време да се губи. Тоа би било голема грешка. Ќе видиме како. Ќе влеземе веројатно во некое второ полувреме, претпоставувам како што имавме претходно, пак нешто до есен, па од есен повторно некој договор, па развлекување на целата ситуација. Професоре Калаџиев, околу ова што го начна професорот Врчковски, сега не е потребно специјално оделение во судот, тоа се покажа како нужно и како неопходно. Или вака, можно ли да карикирам политички маневр? Дали ако останеше Оливер Спасовски, Иванов ќе ја повлечеше аболицијата? Министер за внатрешни, ако останеше Спасовски. Па ја не мислам дека аболицијата дојде како резултат директно врзано со тоа кој беше начело на министерството. Мислам дека можеби беше еден фактор во првиот дел кога една од причините веројатно за аболицијата беа некои почетни посериозни резултати на специјалното обвинителство и најава за некои конкретни истраги, особено финансиски истраги врзани со фамилијата. И тука сигурно има определена улога. Сега кога зборуваме за излезот Врчковски, тој политичкиот аспект особено доста јасно го на некој начин го профилираше. Ако се вратиме на правните проблеми за кои што верувам очекувате да ви дадам мислење. Да, па и ако е ова вистина дека шефот на кривичниот суд влегува во партиското седиште на ВМРО ДПМН, тогаш е јасно дека се аболицијата сама по себе направи можеби услуга во разголувањето на власта, во смисла на определен притисок кога таа би била некоја нормална власт, конкретно да поднесе некоја морална и политичка одговорност, но тоа знаеме дека не е грижа на овие власти. И од тука можеби одигра некоја улога повеќе во политичката разврска индиректно, за одлагање на изборите и слично. Конкретно амнестијата во однос на работата на СЈО направи сериозни проблеми. Прво, за сериозен временски период, 2 месеци, на некој начин го одложи работата, бидејќи има еден стендбај на некој начин врзан со исчекување на прво врзување на рацете за конкретни осомничани и второ очекување што ќе се случи правно со аболицијата. Така што тој временски период прво не е сам по себе штетен, ако се има предвид дека временскиот рок за поднесување на обвинение не е многу краток.
тој некој сам по себе никогаш не бил предмет на анализа од каде е дојден, кој е виновен за тоа. Дури самиот е спротивен на меѓународните стандарди за човекови права, бидејќи има пресуди на меѓународни судови кои што се на становиште дека такви определени ставања на рокови за гонење на кратки рокови за гонење на тешки кривични дела се спротивни на меѓународните стандарди за човековите права. Бидејќи треба да се овозможи непречено, па дури сериозен период за сериозни истраги, да се излезе на крај со правдата и со откривање на тоа, на вината за тешки кривични дела. Втората, да речам, компликација допрва ќе следи, бидејќи различни постапки се прекинати во различни фази и сега правно може да очекуваме дека тоа ќе има дополнителни компликации. Адвокатите ќе се повикуваат на решена работа, двојно судење, правна сигурност и сигурно, и за тоа дури имаат и определени, да речем условно, аргументи во нивна полза. Ја ќе бев посреќен ако целата приказна со амнестијата се решеше на друг начин. Вака остава дека сепак како државен орган, председателот на државата искаче дека си игра мајтап со граѓаните, па дури и кога тие се носители на сериозна политичка одговорност, но тие како индивидуи би можело да се пожелат на тоа дека и со нив, еве сега како сомничани, се определени стандарди за човековите права можеби нарушени, им даваме некои аргументи кои де факто морално и правно не ги заслужуваат и тука тие ќе ги гушат овие постапки, особено ако сега се додаде овој аргумент што ме прашувате, дека за своји сојузници и натаму ќе ги имаат судовите. Значи јавна тајна е дека особено председателот на основниот суд е сериозен сојузник на ова здружение. И дека се прават сериозни притисоци, тоа е повеќе и помалку јавна тајна, но еве за жал нашиот судски совет, кој што е дизајниран да се бави со овие проблеми, дали судството работи во нормални услови, дали секое судење се одвива во една нормална и фер атмосфера, или некој прави притисоци до судовите, не може да собере сили, бидејќи знаеме дека само тоа е алатка. И од тука решението што се споменува за некаков нов совет би можело да биде излез од ова, да речем, влијание врз судството, кое што очигледно го имаме. Веројатно тоа е тоа што професорот Фрчковски кажа. Тоа би можело само доколку што каже професорот, имаме доволно гаранции дека ќе се обезбеди дека тоа ќе го прави некој независен суд, односно судија за кој што ќе има доволно гаранции од напред дека е независен. Тоа е секогаш проблем во оваква ситуација на дезигнирани судови, бидејќи едно од човековите права е ствари да ви се падне, се вика тоа природен судија. Значи било кој судија што ќе му дојде на ред. Меѓутоа, тоа во ова приказна знаеме дека е на некој начин илузија, дека има сериозен притисок врз судиите, дека тие се местат, точно се знае кои судии, имаше цели рокади меѓу судиите за да се знае кои ќе одлучуваат. И тие ќе продолжат, сега имат нови аргументи и правни компликации да продолжат со тие обструкции. Значи тоа никој не го споменува, тие допрва ќе ги очекуваме. Исто како што денеска слушнаме и некои од правните експерти, господинот Османи, спомнаа и овие можности допрва да се повлече овој закон и слично. И тука доаѓаме до приказката за Уставниот суд, кој што очигледно во нормална држава, го спомнавте Заев, шарената револуција, го прозиваат Уставниот суд да се произнесе и да замолчи по ова прашање. Бидејќи на сите им однапред јасно, што е само по себе страшно како факт. Значи никој не се ни сомнева веќе во тој факт дека Уставниот суд е под определено политичко влијание и сега ние гледаме под некаков притисок на меѓународна заедница, на протестите, на едно, друго, трето, тие да не ветат дека нема да го чепкаат СЕО. Тоа самиот нормално во нормална држава вакви прозивања не би биле допустливи. Би биле отворен притисок врз Уставниот суд да се произнесе за некој прашање во определена насока, дури му се сугерира да декларира дека нема проблеми од уставен аспект, иако може би има. Значи, едноставно се согласуваме ние дека ни е нормална сега една доминација повторна на политиката над правото. Правните институции признаваме дека се капитулирани
и ги ставаме настрана. Значи, они се само некоја алатка за некој општествен договор до кој што сакаме да стигнеме, барајќи правда, некои нормални услови, да ја вратиме Македонија на некои почетоци на зародиш на правна држава. Тоа се морам да признам доста застрашувачки факти и останува на тоа дека бидејќи немате гаранции, не функционираат правните институции, сте оставени многу нема морална одговорност, нема правна одговорност, сте оставени на надеж на меѓународните институции, меѓународната заедница има своји интереси и тука не сме биле во историјата сме биле неколку пати разочарани од исходот на овој тип на правда. Го нарековме, професоре, Хајндел булдожер, вие велите се покажа дека е тракторче. Денеска прочитавме дека наводно во октовката носел и приодна влада. Кога разговаравме, професорот Тврчковски вели, имаме сега многу работа по повеликувањето на аболицијата и што ја направо. Првото е формирање на техничка влада, ослободување на, како велите вие, МВР од ВМРО. Па не е тоа комплицирано да се утврди како оди редоследот, ќе биде повеќе комплицирано да се реализира таа приказна, ако методологијата остане иста повикување на договорот на партиите. Во таа смисла, мислам да направам заклучок, треба улогата во финишот на меѓународната заедница да се засили за да тоа крешендо доведе до и тоа оди до имплементација на договорот. Тоа оди на две паралелни насоки. Едно е техничка влада, а друго е обвинувањата на СЕО мора да заострат, да се брзаат, да се консолидираат малку. Изгубија страшно време и малку се дефокусира оваа приказна. Значи, тие мора да одат паралелно. Владата мора да биде сменета затоа што оваа влада е всушност истата влада која го направи проблемот. Сите забелешки од Прибе се врзани за оваа влада. И сега не може истата влада го решава проблемот. Сега, знаеш, кој те суди, тој те тужи истовремено, да ја пресудува и те остварува, те извршува. Во таа смисла, таа апсурдно е да продолжи. Во меѓувреме е засилена и острвена полицијата, која од една страна се обиде да се девамаровизира, па назад ја вратија и резултатот натре е многу лош. Жестока е натре притисокот на тие кои беа се појавиле како актери на, да речеме, промената и тоа е многу лошо, тоа беше изведено многу лошо. Во овој краток период нивната позиција ќе биде следна. Техничка влада, окей, долго време ќе се пазарат за МВР и за финансии, на крајот кога ќе ги дадат под услов, добро технички, ама да не менувате ништо натре како е. Ако не се случи тоа, да разговараме на оваа емисија, ќе видите што ќе биде. Тоа е нивната предвидливи се ДПМН-евците кога расправаат. Они сега ќе изменат све и сакаат тоа да се бетонира. Дури и технички министер ако прифатат, ќе прифатат под услов тоа да не се менува. Тоа ќе биде нивната концепција, ќе видите. Сега таа приказна мора да странците ја знаат во детали ако расправаат за пакет влада. Предпоставувам знаат. Се видите, ја предпоставувам, не знам, али они мора да го знаат. Како што исто така мора да знаат како треба да се направи специјално судско оделение. Оти специјално судско оделение, ако му го дајате да го прави претседателот на судот, он одма ќе прифати тоа. Рече, одлично. И ќе им направи специјално оделение кое сите постапки од СЈО ќе ги блокира или ќе ги пресуди погрешно. Што е страшно. Значи, треба да има листа на суди да се понудат, кој ќе ги бира сега, кој ќе бидат од интегритет, ќе се постави прашање, треба да се реши тоа прашање. Некакво учество на еснавските групации, адвокати, судски совет, СЈО, обвинителство, треба да учествува во изборот на тие десетина суди што ќе судат, и тоа не само од град Скопје, туку од цела Македонија мора листата да се направи, од у Скопје, у Кеце, судиите сите променети, гледате судската администрација само тамо не не штрајкува. Тоа е целосно згазен суд под партиско влијание. И во таа смисла, тоа е деликатен проблем на операционализација на идејата и тоа мора да се седне и да се направи. Ова вака ќе биде, по оваа процедура ќе ги бираме. И со тука консултации треба да се направат некакви. Владата исто, владата е комплициран процес. 4-5 министерства, кој све ќе учествува владата, владата не може да биде само СДС.
Треба да се прошири на други актери кои се. Тоа ќе биде, ако биде голема коалиција, треба да биде голема коалиција. Едно големо ново делење на карти во таа приказна мора да биде. Потоа таа влада мора да има мандат ограничен. Некој мора да го направи, бидејќи ако се сетите претходната влада имаше не брензајќи ги министри кои се во неа, имаше експлозија на закони кои, на пример, универзитетот, како се вика оној? Дамјан Груев. Тој врска нема со избори, подготовка, правна држава, прибе реформи. А тој се бутка на голема рад. Значи тој треба да ги ограничи законските прерогативи на иницијативи на владата и на парламентот. Тие ќе бидат лоцирани само на реформите на прибе. И тоа мора да биде договорот при склучување на владата. Значи има детали кои мора да се преговараат. Тоа партиите сами да ги оставите, тоа нема никакви шанси. Тоа е јасно дека не. Значи они мораат билатерално со нив да разговараат. Нема што да ги седнуваат на масата, не може да се видат на маса. Сами со нив вака ќе биде, ќе оде, тоа се вика добри услуги, истовремено преговарање, али добри услуги. Ова остави го во една, тоа сме преговарале така, отиде со него, врати се вамо, отиде со него, врати се вамо, составија владата и прв пат ќе се видат кога ќе го потпиша договорот. Толку е приказната. Таа улога мора да ја разберат. Јас не сум сигурен од приказната, пошто немам ја такви контакти, дали тоа е целосно разбрано од актерите странски во оваква групација каква се, а они се во една традиционална групација, би рекол, како што си ка Охридскиот договор. Американци и европска група водена од германците. Така беше и кај модераторите кај Охридскиот договор. Истата групација, тоа е окей, тоа е во ред, ама мора сега таа работа да ја завршат како што треба. Има тука неколку работи кои остануваат отворени. Они мора, да речеме, законот кај државната телевизија, барем да го донесат. Значи, онака што плакаме порез кај медиумите, мора да го завршат. Приватните телевизии имаат ограничена можност само преку регулација на говор на омраза, на начинот на кој застуваат балансираност генерални, ама немаат директно, можете газдите да ги влијаете вие и да ги направите сега нив што, либерали или пропозициони, тука имаат ограничено, али онамо кај што плакаме порез, тоа може да го средат. Иако тоа е оставено на европскиот дел од делегацијата, сепак мора да се заврши тоа. И веројатно о изборни реформи да не ги споменувам, тие мора да го завршат, тоа веројатно некаде до крај донесено, пелкиме до крај донесено. Јас сакам да дополнам, за разлика од ова што го спомена Фрчковски, кога се наврати назад на времето на Охридскиот договор, мораме да кажеме дека во денешната реалност имаме некои нови моменти. Два би издвоил посебни. Прво, се сеќавате, уште кога го именува Оливер Спасовски, Да. за министар, реков дека тоа е сериозно голема грешка на опозицијата, бидејќи ние како граѓанско општество очекувавме дека ќе се заврти нова страница и доста е со партиски секретари кои министерството го третираат како своја алатка и дека ќе има притисок милицијата, односно Министерството за внатрешни работи, навистина да стане по узор по пример на европските држави сервис на граѓаните. И дека за тоа самите партии, дури кога би имало техничка или политичка влада, дека треба, дури во политичка влада на ова министерство треба да се постави условно речено некаков независен експерт авторитет кој што на граѓаните ќе им даде доверба дека нема да работи партиски и дека полицијата нема да биде партиски сервис наспроти досегашните, да речам, традиции кои што очекувавме дека ќе останат во социјализмот и комунизмот, на напротив се засилија во условно кажано во новото македонско општество. Значи, граѓанското општество во таа смисла има свои легитимни цели. Не само за ова место, туку во целата влада, и тоа е нов фактор што не беше присутен можеби или не во таква мера во време на Охридскиот договор. И особено заради тоа што политичките лидери, оваа политичка елита што е сега на власт, токму заради тоа што беше спомнето дека е причина за оваа криза, нема легитимитет да води кон излез од кризата. И за тоа треба и во преговорите повеќе да се даде, да се слушне гласот и на граѓанското општество, и од тука сум ја лично повеќе приврзаник на некаква експертска влада, а повеќе отколку на политичка некоја коалициона влада. Тоа се разбира, ќе има своји проблеми во соработка или во тоа функционирање со парламентот,
бидејќи парламентот сака да не келе. Па веројатно ќе се случи такво нешто, имајќи со во политички вид проблеми. во вид Вториот проблем е ова што сакам да го истакнам и да не го забораваме, прашањето за кое што зборувавме преска, а тоа е новиот момент со СЈО. Значи СЈО сака да ја прашам сега. како важна алатка за излез од кризата преку решавање на разрешување на сите овие криминали и корупција што се натовар на политичарите, мора да добие поддршка во Министерството за внатрешни работи. Гледате, бараме решение да се сруши отпорот што е кај судовите, што е неприроден отпор меѓу обвинителството и судовите. И полицијата која што инаку во нормални општества и во нормални услови е главна алатка што работи со обвинителството. И тука се слагам со професорот Фршковски дека именување само на министерот кој што нема да има контрола надоле, а нема да заврши работа, туку треба да се направи посериозна реформа во Министерството за внатрешни работи да се гарантира дека тоа ќе функционира непартиски и во таа смисла и да се овозможи да се работува непречено со специјалното обвинителство. И верувам дека и тој елемент меѓународната заедница ќе го има во предвид. Добро, ние ова можеме за волку кратко време да го направиме. Мене ми изгледа невозможно ми изгледа. Не може. Во МВР се покажа можно. Значи, тамо ви требаат избор од професионалците на едно 20 на клучни луѓе внатре. А каде се тие луѓе сега? Таму на пониски позиции? Да. Тоа е големо министерство. Таму имате различен свет, во различни линии. Не е тоа право. Дури јас можам да сметам, иако и сум многу скептик, дека и не ги знам состојбите во судовите, мислам дека може да најдат и 10 суди кои имаат некаков интегритет и кои може да судат. Не мора да ги барате од надвор. Не е тоа толку страшно. Само мора да имате политичка волја и одреденост и тајминг тоа да го завршите под притисок. До сега во балканските држави генерално, а кај нас се покажа посебно поради оваа вештина на оваа последна мафиозна групација, дека без коерсивна дипломатија и притисок вие скоро да немате шанси. Ве лажат на секој чекор. За нив е тоа и борба за живот, борба за слобода, не е само обична смена од власта. Да, како политичка волја очекувате од луѓе кои што политичка волја во оваа смисла зборувам пред се за главните актери, а тоа се странците кои мора ова да го завршат како што треба во раце, а при тоа има од групацијата политички партии ќе изолираат. ДПМН и претходно беше потполно изолирано, ни со нив само разговараа, посебно како главен проблем. Ова друго во главном се согласуваше. Па да не ве подсетам дека законот за СЈО е направен од странците, од американците, преведен е на ова. Порадикален е од предлогот на опозицијата која го имаше за законот. Значи тоа они тргнале во таа насока. Сега треба да се држат до тоа, да разберат, да не ги пуштаат своите советници да играат баскет со премиерот, туку да се стегнат и да го направат како што треба ова до крај. Тоа е важна приказна за да може да излеземе од има, велам, конкретни работи, оперативни да се направат, да се договорат прецизно. Не може да дојди, отиди. Мора да отворат пакет и тоа пакет во прецизна смисла. Ние ќе почувствуваме одма, ќе се возбудат партиите. Ќе има решение, ќе почнат да прашуваат по нешто. Тоа знаеме дека се отворил некаков пакет. Сега уште нема ништо. Дори може и да се согласат, веројатно. Не, ќе почнат да прашуваат лево десно. Сега уште нема ништо, не мрда. Значи ништо нема. Како нема ништо, добар знак беше ова притисокот за аболицијата. Не се надевавме дека Не, добро, за аболицијата е посебна приказна, да. А за аболицијата, видите, аболицијата е таква суицидална операција, што од една страна ни помогна граѓанскиот сектор да се организира како што треба, можеби сега, фала му кажеме, но да бидевме сигурни дека ќе ја повлече како што ќе ја повлече и ќе се понижи и ќе се упропасти дополнително и ќе се искомпромитира политичката гарнитура. Така да тоа искочи одлично во тој дел политички. Меѓутоа, државата плати цена. Прво тоа чини таа операција, потоа се избрукавме начисто. Ај за него не ми е гајле, таков, тоа го прифатил да презадува да прави, али земјата се избрука. Таа стана чудо. И добро е што вака заврши, сега да не драматизираме околу тоа, меѓутоа сега има во овој момент, со доаѓањето зборувам за Хајдел, практично не видовме, ни треба ќе се возбудат ако има пакети, 2 дена е. Мора да почне побрзо тоа. Околу тоа изразувам, не можам да утврдам што се случува. Ќе зборуваме за тоа во вториот дел. Каква влада можеме да очекуваме? Рекламите се враќаме назад.
Планирате патување? Пред поаѓање подгответе се со Linex Forte. Земањето Linex Forte пред патување им помага на цривата да се приспособат на промената на храна и на вода и се намалува ризикот од појава на проблеми со цревата. Одморот започнува со Linex Forte. Оваа среда, најниската цена во градот. Само за вас. Чипс Патос, 115 грама, за само 40 денари. Единствено во Тинекс. Заедно е подобро. Изберете VIP комбо пакет и добиете телевизија со најмногу HD канали, супер брз интернет, фиксна и мобилна линија. Се во едно. Без предплата цело лето. Јавете се на 0800 787 87 и нарачајте. Повеќе за вас. VIP. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс, мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас. Елит кафе. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Добре дојдовте назад со 24 анализа. Мои гости универзитетските професори Љубомир Фрчковски и Гордан Каладжиев. Зборувавме за и околу тоа каква влада можеме да очекуваме сега. Споменавме дека наводно Хајнтел носел некаков список со имиња или што ја знам како тоа ќе изгледа и сега душманите велат дека ова изгледа протекторатски малку. Дека ние веројатно мораме и да функционираме така како некоја принудна управа, затоа што сами очигледно не можеме да се договориме. Затоа и вие како гледате професори дека не можете да очекувате од партиите да се договорат. Има диалог и ги седнувате на иста маса. И веројатно го имаат сето тоа во вид и странците. Што ви е прашањето? Прашањето ми е каква влада? Само мовара и финансии се битни? Па знаете што, ја мислам дека некоја комбинација ќе направат, некаков франкенштајнски систем кој е секако подобар од ово кое сме сега. Тука да нема дилема, немаме дилема околу тоа. Ние се упропастивме сами својата држава и понаа правило дека никој не може да ве зафркне толку што можете сами да се фркнете. И оваа гарнитура направи бруко, наси катастрофа од една држава која беше во основа златна држава и веројатно ќе биде пак, се надеваме. Така што тие дилеми протекторат, не постојат. Све е подобро од ова што е сега. Поинаку не може да се изведе ова породување на нов почеток. Тука е точно дека е нов почеток во основа. Они длабоко го поразија системот претходно, просто избришаа еден дел од конституирањето на Македонија на почетокот и ќе мора да се враќа назад приказната од почетоците. Ја мислам дека тие почетоци прво вака генерално, ајде за владава ќе се вратиме да не бидете толку но овие почетоци независно тоа дали им се допагало или не, мора да завршат процедурално со обвинување на партијата која го направи. Не може она да помине ха-ха-ха, хи-хи-хи, нова влада и избори. Она мора да заврши со кривична пријава за партијата како правно лице и мора да дојде до конфискација на зениот имот. Бидејќи не можете да се немате вие политички плурализам со партија која е брод и доле имате чамци и кајаци. Она е брод. Она е богата на наша сметка ненормално многу. И мора да заврши како ХДЗ. 70% најмалку од имотот мора да се одземе на таа партија. Се стави у нормална позиција. Веројатно, како партија на десница, веројатно по мој вкус тоа немам да ќе се одвија, партиите кои носат името ВМРО мора да се пререгистрираат. И ВМРО мора да отиде у музеот на ВМРО, тие партии мора да станат нормални партии, без кредит, неоснован кредит на историската линија на ВМРО која им носи дали афекција, емоција. Тоа мора да заврши таа приказна простачка кај нас во основа. Се противно нормален плурализам на крајот. Но меѓувреме тој процес додека не дојде до таква една нормализација или девамаровизација во основа, во културна смисла. Влада некоја композиција ќе настане од веројатно партиско учество, меѓутоа не на лица кои се обвинети од СЈО и кои се слушаат на Secret Tapes, не од тие лица. Лицата кои биле суспендирани, сегашниот шеф на Алфи, мора да додат по суспензија повторно после аболиција.
Може тој ни да останат тамо ко ништо не било, ко се случило. Они мора да бидат отстранети од директна функција. Што ќе прават со нив, не знам, тамо се 6-7 души. Од друга страна, кај некои точки, кај МВР, финансии, не знам зашто друго, може да дојдат стварно експерти во таа комбинација на владин проект. Затоа веламе таа прилично детална и крупна операција, за која мора некој друг да води. Тука е најсериозната работа, како јас ја гледав германското учество. И како што го очекува. Најсериозно, детално мора околу тоа. Овие две точки се бюрократи. Но тие бюрократи ќе имаат можност да ги сменат и да доведат експерти од внатре по нивна процена, за да се постигнат овие реформски капацитети. Овие што се осудени, што се слушаат, мора да бидат тампонирани, одстранети, суспендирани, така на се нормализира состојбата, да тие дојдат во варијанта да можат, например, како ќе ги спроведуваат, имате теренско спроведување на избирачкиот список. Тие ако се партиски ориентирани, тие ќе дојдат, ќе чукнат, се јавил, не се јавил, ќе му речат ти не сме се јавиле, ќе кажеш дека не можете да бидете сигурни дека ништо нормално ќе изведат. Ако се партиски, не можете спроведувањето на списоците, како што беше со теренската провера, ќе фалсификуваат партиски полицајци. Не можете ништо да направите од реформите ако тоа министерство не го сапортира како сервис тој процес. Судрени сте со илузија дека нешто правите. Таа илузија мора да се избегне. И тоа сега при разговорите. Нема преговарање со тој тип. Они немаат капацитет, не смеат да имаат легитимитет тоа да го постават како барање фамилијата или мафијашката групација која се као преговара. Нема да и странците мора да ги стават у таа позиција. Што преговарате? Вас ќе ви испорачаме, независно како тоа изгледа, листа на услови, немајте сега преговарате, кои сте вие? Вие сте луѓе кои треба да се појават пред суд. Немате капацитет, немате легитимитет да преговарате. Они преговараат сега само за својата амнестија и тоа можем да го разберам. Тајно преговараат, на амнестија на еден двајца ако не може на сите, тоа можем уствари да го разберам од човечки аспект, а не знам кој ќе им го даде тоа или кој ќе разговара со нив за тоа, но само за тоа они, за ништо друго не може да расправаат они. Кој ќе преговара нив, име не знам. И како тоа? Меѓутоа тоа мора да го преговара некаков човек од надвор кој. Професор Каладжиев, како невладиниот сектор или граѓанскиот сектор ќе го вклучиме во ова што сега ни предстои? Соосвести во смисла да затоа што ширената револуција постави ултиматум. Јавно се побуни на ова што му се случи на македонското општество и држава, да една политичка партија со своето вулгарно толкување на демократијата, во смисла кој ќе победиме на избори, сите други ќе ни служат, во суштина го растори концептот на една модерна парламентарна демократија и на било која можност за правна држава. Значи, од тој аспект гледано, задачата на враќање на институциите и правната држава не е едноставна, а сигурно нема да биде успешна ако се даде шанса на оваа политичка елита која оди со оваа демагошка и вулгарна идеја за демократијата да добие уште едни избори. Бидејќи тоа ќе значи уште за полог временски период еден комплексен процес, им се гледа крајот секако. Прашање само кои ќе бидат штетите и колку долго ќе трае таа агонија и колку ќе се одрази на македонското општество. Едноставно мора да се најдат дури начини, дали тоа ќе биде еднелен начин преку. За жал, ние не можеме да очекуваме доволно резултати по пат на една ванишка што ја споменавме за враќање на правната држава преку СЕО, да ги елиминираме овие криминални структури. Во таа смисла, ако не се направат некои дополнителни, да речем, гаранции или алатки, тие ќе влезат со големи шанси во изборниот процес, особено вака како што убаво се имаат изгазено преку влијанието што го имаат преку медиумите со корумпирање, превработена администрација и слични начини на подкупување и заплашување на населението. Ако тие добијат повторно такви избори, ништо нема од ова да се оствари. Ќе остане Македонија заробена држава, институциите ќе останат заробени држави и ќе останеме слепот срево на Балканот, кое што веројатно само ќе поминува низ поголема агонија. Така што овој процес не е толку едноставен, ниту може да се оствари едино со желбата, дури најдобро да биде работата и најефикасно на СЕО, ниту само со техничка влада, бидејќи степенот на метастазираност на македонското општество
и држава е поголемо од тоа што да може да се реши на краток рок со некакви едноставни решенија. И од тука претпоставувам, ја не знам ни дури во Македонија никој не понудил, па ни граѓанското општество, ни академските структури, ни партиите не понудиле подолготрајни решенија за излез од ваква една сериозна метастазирана ситуација. Ја не сум сигурен ни дека тоа на долг рок го планираат или имаат план за тоа меѓународната заедница и овие меѓународни фактори. Така што мислам дека овие процеси се покомплицирани и на подолг рок мислам дека ќе продолжи таа агонија. Нема да се реши ни само со избори, ни само со продолжување на работата на СЕО. Веројатно притисокот ќе порасне сега, затоа што нема да ги остават партиите да се чека многу. Притисокот од странците, мислам. Иако вие се сомневате во тоа, затоа што ќе фатат одмори па доаѓа и ако фатат одмори, а ништо не сме завршили, остане ваква ситуацијата, ништо не сме направили. Јас мислам да, јас се надевам да, но немам информации што вистински се случува, не можам да импровизирам. Но мислам дека е скоро неизбежно тој зголемен притисок да се појави. Меѓутоа, морам да кажам да не го злоупотребувам вниманието, тоа ми е wishful thinking, ми е надеж. Да знам, би ви рекол, да имам информација дека тако нешто се случува, морам да направам дистанца од тоа, не знам каков, дали има пакет, ја очекувам да има, бидејќи би било абсурдно да нема. Никој не знае, но очекувањето се дека нешто до крајот на неделова како мора да се случува или ќе се случува. Може ли ние се да очекуваме внатре во самото ВМРО, никој не ја отвара веќе таа тема од подамна, дека внатре во самото ВМРО веќе постои некаква разединетост. Ако погледнете вие, шефот Груевски игра баскет, но на Заев му одговара Никола Поповски. Сега тука се отвараат информациите дека тоа е наследникот на Груевски и самите внатре во партијата како биле свесни дека Груевски веќе завршува со политичката кариера. Возможно е тоа, очекувате некаков не панорама, меѓутоа изблици надвор. Видите, таа кремљологија не ме интересира. ВМРО ко партија предизвикува повеќе одбивност и дури одвратност преку тоа што и направи на оваа држава. Еден од нивните протагонисти вика, вие стално го гледате ВМРО како вирус. ВМРО не е вирус, ВМРО е Македонија и така нешто, некоја реторика има. Уствари неговите зборови се искажаат точни. ВМРО уствари е вирус кој фактички ја разболе државата, бидејќи он има проблем со државата како независна творевина. Оние практично се формираат, имаат желба да ја голтнат државата, институциите, и нивната најголемо злосторство е всушност уништување на македонските институции. Они ги ставија нив на еден гумен јастук на партизација и ние практично институциите се наново после 30 години. Нашата политичка дебата, Мишко, се сведе дали ќе им дадеме на двајцата братучеди амнестија или не. Ви да се согласам, но верувате, професоре, дека таа партија има и свој следбеници. 30 години ние, нашата политичка дебата и операција и од надвор, што не можеме од натре, од надвор доаѓаат да ја решат со паралелни институции. И дебатава е сведена дали Груевски и братучет му ќе добијат аболиција или не, за тоа преговара. Знаете што значи тоа за една држава? Ние сме назад од дупка паднати, ние гребеме по зидовите од дупката, ни паѓа прашина од тие зидови, што не сме вадиле глава надвор од тоа. Кога ќе прочетате по провинција и со останатиот дел од луѓето кога ќе искомуницирате, вие веројатно се соочувате со луѓе кои што и веруваат и кои што се практично нивни следбеници. Тоа не е сомнено, меѓутоа, знаете, овие што ги анализираат политичките токови имаат ваков став. Вие не можете на краток рок да го смените народот. Меѓутоа, можете да ги подкопате или срушите институциите кои вршат репресија. Значи, треба да се концентрирате на институциите. Луѓето кои се криминалци треба да завршат во затвор. Институциите можете да го реформирате судството да се обидете. Ќе направите реизбор на судиите по стандарди, дури и суучество на критериуми од надвор суди, потевар. Ќе направите операции кои ќе овозможат за закрепнување на тој дух на правдата и надеж за правдата. Морате да го средите обвинителството. Ова обвинителство сега што е, па тоа е катастрофа. Ја не знам како ти одат луѓе на работа. Поради нивната неработа, оваа држава
се плаќа посебен орган поради нивната неспособност да работат својата работа, да ја заработат својата плата. Ние плаќаме сега посебен орган правиме. Па зашто тие луѓе се занесуваат бе? Треба да им биде срам додатна работа. Треба секој ден да го почнуваат се извинуваме на граѓаните на Македонија дека поради нашата неспособност моравме формираме посебно јавно, а не они се уште ни појавуваат ондека пред на телевизија кажуваат ваква операција, онаква операција. Срамота се тие луѓе, нивните фаци се срамота. Срамота е што се појавуваат уште. Знаете, тоа е гнев кој нормално излегува во ова граѓанска идеја што ги гледаме на улициве што се појавува од тој безизлез и од тоа уривање што ни го направија тие луѓе, богатејки се енормно мал број од нив. Богатејки се енормно, да не заборавиме за тоа. Бидејќи нема многу време, имам само уште едно прашање, тоа е поврзано со автономијата на УКИМ и она што се случува. Само кратко за и околу ова политичката криза, оптимист сте или? Да, јас сум оптимист. Ја мислам дека ние влегуваме во последната завршна фаза на тие операции, али таа е комплицирана. Тука се сега главните пресеци кои треба да се случат и се надевам, мојот можеби малку емотивен тон беше што треба да го разберат странците дека тој елемент бара посебни техники на притисок и преговарање, тие завршни фази, кога почнува да искри и кога главните сечења се прават. Господин Каладжиев, вие сте сенатор во ректоратот на УКИМ и постојано се зборува за оно што се случува од вчера до денес. Тоа е привидувањето, носењето во полиција на универзитетски професори од економскиот факултет, сомничени за мито, за корупција. Овој процес Сега вака, имаме упат во УКИМ, имаме борба со мито и корупција или имаме дефокус, бидејќи ние сме навикнати, барем ние новинарите бевме навикнати на такви спектакуларни апсења за да се покрие одредена голема работа, бидејќи стаса повлекувањето на аболицијата. Морам да признам дека можам да предпознам удбашки методи, затоа што овие процеси на следење на професори на економскиот факултет, на правниот, на други, не се од вчера, не се самите гледате денеска се истопорија врвот на МВР, се фали 2 години на сите овие криминали, они следеле дали некој платил не знам колку евра за испит, као најголемо дело у Македонија, не дека не треба со тоа да се бориме. Меѓутоа далеку од тоа дека врвот на МВР се треба да се пофали со оваа акција, особено ако ја водило повеќе години. Значи, они повеќе години се присутни, тоа не е. Јас, ректорот го имам прашано пред година или 2, од кога се шире овие гласини, од кога професори, наши колеги од правниот факултет беа повикувани информативни разговори, од кога почнаме да ги препознаваме, они полицајци не пратија се упишаа кој дел преку проект 45, кој онака или одеа по ходници, буквално ги сретнававме, се сопнувавме од нив. Значи, они вршеа со тоа еден подолг период, еден притисок, и беше веројатно прашање на време за кога го чуваат тоа. Значи, самиот факт дека вие 2-3 години, ќе видиме овие докази што ги имаат, од кога им се. И ќе ги прашаме зошто ги чувале и не ги пласираат денеска или вчера, која беше случајот на плоштад, баравме одговорност на полицијата за Мартин Нешковски, бидејќи не ни одговорија зошто го криеа случајот 2 дена, никој не поднесе одговорност. Нив да ги следиме 2 години и да имаме што им најдеме, без да ги следиме пишува по многу медиуми. Сакам да кажам дека тоа на некој начин продолжување на некаков притисок, особено врз УКИМ. УКИМ е светлосни години и пред другите факултети, државни и нивните тие што допрва сакаат да ги отворат. Отварањето на тие факултети, меѓу другото, сруши многу стандарди и на УКИМ. Ја не верувам просто. Ние толку веќе заради тоа малку знаење што се бара низ Македонија по универзитетите, толку малку им бараме на студентите на УКИМ, веќе заради таа нелојална конкуренција, што ја не верувам дека има некои будали што плаќаат за тоа. Можеби имало пред повеќе години, за тоа не верувам дека е тоа од поново време, особено па од кога се полага компјутерски. Но не сакам да се мешам за конкретен случај. Оно што мене ме интересира, кога го прашав ректорот дали знае за оваа операција, од аспект на тоа дека треба да даде одобрение, рече дека не знае. Го прашав да се интересира, да не информира. Тој денеска искочи со едно соопштение кој што лаже, безобзирно лаже, дека на полицијата не и треба. Че тоа е дезинформација. Полицијата за жали не знае. Тие често пати влегуваат и кога го чуваат судот,
овие разноразни желки доаѓаат кај нас во бифето, пијат кафе, бидејќи и не знаат дека не смеат со пиштол да влезат на универзитетот. Бидејќи еден од факторите на автономија и таа просторна автономија дека не може да влезат на тој простор без одобрение на ректорот или на другите институти, директори или слично. Точно е дека во законот пишува, што погрешно или нарочно погрешно се повикува ректорот, дека во некои ситуации каде што се работи за тековно дело, каде што мора да интервенираат за да спасат тепачка човечки живот или во некои други ситуации ако има пожар, поплава и што ја знам, тогаш не мора да го прашат. За сите други ситуации мора да добијат одобрение од ректорот. Второ, самиот пристап. Кратко само бидејќи завршуваме. Самиот пристап доаѓаат таму и 2 дена не седат со разноразни џипови, во комплетна опрема со маскирни униформи е несоодветен. Значи тоа е еден притисок врз автономијата. Јас се надевам дека универзитетот ќе најде сила сега при изборот на нов ректор да постави некои нови стандарди. Веројатно ќе треба поголема дебата генерално за автономијата на универзитетот, бидејќи не притиснаа разноразни инспектори, разноразни лиценци. Ние веќе нашите избори во звање и нашите комисии веќе не значат ништо. Поголема дебата. Ја мислам дека треба да отворите една емисија. Ќе отвориме една таква посебна дебата, особено затоа што имаше интересни изјави од Чавков кој што каже дека професорот давал шеска, притоа студентот не знам дали знаел за шеска. Благодарам што бевте дел од 24 анализа. Вам почитувани ви благодарам на довербата, следува дневникот во 22.